Значи заедно со јавното комунално предпријатие на град Скопје, комунална хигиена, и со јавното комунално предпријатие на општина Газивова 2007 ги лоциравме црните точки, каде што навистина и од самото лице место може да видите дека представува голем проблем кој што мораме заеднички да прво ова го очистиме и повторно никој пат да не се случи. Второ, да ја подигнеме јавната свест и ќе побараме покрај нашите вработени и вработените на јавното комунално предпријатие од град Скопје во наредот период кој што ни престои во деновиве да ги вклучиме и граѓаните и општествените организации, здруженија на граѓани, секако со цел покрај подигањето на јавната свест да сите тие се вклучат и остават краен белег затоа што хигиената ние пред се примерно и суштинско значење кој што во овој период го лоциравме и од самите граѓани и од самото тоа налагам дека мораме потхитно без да го одлагаме овој проблем со брза енергична акција како што еве јавното комунално предпријатие на град Скопје ги чисти општините, така ние со нив и со нашето јавно комунално предпријатие сите точки и во изминатиот период тоа го правевме. Значи наследивме голем број на депонии кои што ги очистивме. Али повторно се случува да после чистењето на јавните депонии, јавната свест кај граѓаните на толку ниско ниво повторно се појавуваат истите тие и долгорочно се вртиме во еден зачарен круг. Значи бараме и апелираме граѓаните максимално ни се вклучат во целата ова акција за да имаме почиста, здрава животна средина без разлика во која општина во градот живееме. Посебно апелирам и во градското и во руралното јадро на општина Газивова таквите исти да се следат и преку јавното комунално предпријатие парламентно да имаме на увид. Истовремено ќе ги вклучиме и комуналните инспектори за да можат и превентивни мерки да преземат околу делот на лоцирање, казнување и веќе ќе мораме да вклучиме друг елемент на злоупотреба и фрлањето на отпадокот на било кое место и стварањето на диви депонии. Имате ли информација на кои локации ќе се чисти во наредниот период? Значи, ние досега исчистивме депонии кои што беа лоцирани во делот на патот према Арачиново, во делот на Брњевскиот пат и делот во Страшници, во делот на Јурумнери, чистевме во делот на патот Александар Македонски и улица Маџари, непосредно во делот на основното училиште Наумовски Борче и Кадриево мало, во делот на Мако Елбенската пумпа и Ромското мало, чистевме во Вардариште во Ромското мало, така да имаме уште 4-5 локации, вклучувајќи денес овде во специјалното училиште Ранка Миловановиќ, кој што представува вистински, би рекол, ужас од она што представува дива депонија. Благодарам.